Од сега странските и домашни пари ќе вредат исто. Се изедначуваат условите за инвестирање. Ово го предвидува новиот закон за финансиска подршка на инвестиции, кој става знак на равенство помеѓу странските и домашните инвеститори. Основните критериуми кои треба да ги исполнуваат предпријатијата кои ќе аплицираат за мерките се пораст на приходите, како и задржување или зголемување на бројот на вработените. Овие мерки се креирани во 3 столба, и тоа како финансиска подршка за инвестиции, за конкурентност и за малите и средни предпријатија и иновациите. Ние веќе креиравме план за економски раст, со кој за прв пат овозможуваме еднаков третман за сите инвеститори, биле тие домашни или странски инвеститори. Со него понудивме нови мерки кои имаат за цел да го потикнат растот и конкурентноста на домашната економија преку потикнување нови инвестиции, нови вработувања, поддршка на извозот и потикнување на растот и иновативноста. Со законот се уредени видовите и висината на финансиската поддршка на инвестициите, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на деловните субјекти кои ќе инвестираат. За првите 2 столба и тоа: финансиска поддршка на инвестициите, во кои влегуваат неколку вида поддршка, и тоа: поддршка за нови вработувања, поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Република Македонија, за воспоставување на организацијски облици за технолошки развој и истражување и така натаму. Како и за вториот столб, кој е финансиска поддршка за конкурентност, кој опфаќа поддршка на субјекти кои ја зголемиле својата конкурентност на пазарот и на субјекти за освојување на пазари и пораст во продажба. Што се однесува до третиот столб од мерките за економски раст, поточно оној со кој се опфатени процесите за финансиска поддршка на малите и средни предпријатија и иновативноста, тие ќе бидат регулирани со посебни акти преку Фондот за иновации и технолошки развој.